Добар ден, почитувани гледачи. Следува добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска имаме тема од областа на стоматологијата. По-конкретно ќе говориме за превентивна и интерцептивна ортодонција. Моја гостинка и соговорничка во студиото е професор доктор Цветанка Бајрактарова-Мишевска, професор на катедрата за ортодонција на Стоматолошкиот факултет Скопје при УКИМ. Професорке, добар ден, ви благодарам што сте дел од денешното издание на Добриот доктор. Добар ден, благодарам за поканата и поздрав до сите гледачи на Сител телевизија. Професорке, за почеток, што точно значат термините превентивна, а што интерцептивна ортодонција? Превентивната ортодонција опфаќа мерки кои што возможуваат правилен развој на оклузијата во одредени развојни периоди. Додека пак и целта на превентивната ортодонција е овозможување нормален развој, како што кажав, и отстранување на сите тие штетни фактори кои што го попречуваат тој нормален развој. Додека пак интерцептивната ортодонција или така наречена рана ортодонска терапија опфаќа мерки кои што ги лекуваат веќе настанатите симптоми. Има тука една мува, јас се извинувам што цело време е околу мене. Да, сега. Кои што ги ги лекува настанатите симптоми веќе, во почетниот стадиум од развојот на аномалијата. И имаме еден широк спектар на интерцептивни мерки кои што ние ги применуваме во текот на терапијата. Дали според вашата пракса и долгогодишното искуство бележите пораст на ортодонските проблеми кај децата? Да, во последните децении може да се каже дека има значителен пораст на ортодонските аномалии. Морам да нагласам дека можеби дел се должи и на тоа што имаме рана детекција, рана диагноза, меѓутоа изголемена грижа од страна на родителите. Свесноста на родителите за појавата на ортодонските аномалии. Бидејќи следењето на растот и развојот е од круцијално значење, се препорачува да не повеќе од седмата, не подолго од седмата година, првиот ортодонски преглед да биде некаде околу седмата година. Затоа што раното детектирање на ортодонските аномалии го прави поуспешен третман на одредени проблеми. Не сите ортодонски аномалии можат успешно да се третираат во рана фаза, меѓутоа знаат да ги ублажат. Така да имаме одредени рани знаци кои што родителите треба да ги знаат, да ги приметат кај своето дете за да може да го однесат на ортодонски преглед. Кои се тие рани знаци? Неурамнотежен лицев изглед. Протрузија, односно испакнување на забите кон надвор. Тешкоти при жвакање, дишење на уста, цицање на палец после 4-та година, збиеност на забите, кога забите се во лош однос или не се во контакт. Сите тие знаци упатуваат дека родителот треба да го однесе детето на ортодонт. Сега, ортодонтот е тој што ќе процени дали е потребно да се почне со ортодонтска терапија или доколку е рано, ќе советува кога треба да се продолжи со терапија. Така, за да се избегнат сите овие компликации, така да ги наречеме, неопходни се да се вклучи превентивната ортодонција. Сега малку подетално ќе ги изанализираме сите мерки кои ги опфаќа превентивната ортодонција. Од кога се почнува со превентивата и како се одвиваат, односно какви се развојните фази за да имаме една убава насмевка веќе кога ќе бидеме во подоцнежните години со здрави и природни заби? Да. Секој развоен период има свои специфични превентивни мерки, па така ние ги делиме на превентивни мерки, односно пренатална превенција, во различни развојни периоди. Тука влегуваат пренаталната превенција, превенција во период на доенче и превенција во период на мало дете. Имаме тесни превентивни мерки, тоа е превенција од навика на дишење на уста, цицање на одредени предмети, цуцли, прсти и така натаму и предвремен губиток, превенција од предвремен губиток на заби, и имаме широки превентивни мерки, тоа е веќе раната ортодонтска терапија за која што зборував или интерцептивната ортодонција. Пренаталната превенција е од исклучително значење. Како ортодонт кој што секојдневно работи со деца и адолесценти, честопати од родителите добивам прашање зошто настанал одреден проблем. Всушност, одговорот е дека одредени етиолошки фактори кои што влијаат врз развојот на забите и вилиците
делуваат уште за време на ембриогенезата. Така да пренаталната превенција е од клучно значење. Значи, или јас како што милувам да кажам, тоа е основата, односно инвестиција во здрава детска насмевка. Развојниот процес на забите или одонтогенезата започнува некаде, значи, интраутерино во и кај двете дентици започнува пренатално. Кај млечната дентиција некаде околу 6-та до 8-та недела, во интраутерино, во трајната дентиција околу 4-тиот месец, а завршува постнатално. Што значи дека овој развоен процес е долготраен и секој нарушување во овој развоен процес доведува до одредени аномалии. Исто така, тератогените влијанија за време на бременоста влијаат врз развојот на краниофацијалниот комплекс, па така настануваат одредени пореметувања. Може да се јават хипоминерализација, дисколорација на забите, структурни дефекти и на емајлот и на дентинот, краниофацијални аномалии, појавата на орофацијалните расцепи. За расцепите ние говоревме во една... Да, имавме една емисија. Да, така да пренаталната превенција е од клучно значење и од стоматолошки аспект опфаќа сет мерки кои што овозможуваат нормален развој на орофацијалниот систем. Тука морам да го спомнам хигиено-диететскиот режим на мајката. Што значи тоа? Значи забрана за неконтролирана употреба на медикаменти, заштита од инфекции. Во прв ред ќе ги спомнам вирусните инфекции, поготово во првиот триместар, односно првата половина од бременост. Забрана за употреба на алкохол, наркотици, цигари. Кога говоревме за расцепите, кажавме дека бројни студии ја потврдуваат поврзаноста помеѓу појавата на расцепи и пушењето. Така. Дефицитарната исхрана, значи во овој период мајката мора да има разновидна исхрана, богата со минерали, витамини, јаглени хидрати, значи комплетно, затоа што таа разновидна исхрана овозможува правилен развој на плодот. А дали мајката треба да прави некои стоматолошки прегледи во тој период за пренатална превенција? Да, апсолутно. Одржувањето на добрата орална хигиена значи е клучна, затоа што пародонталните заболувања знаат да доведат до предвремено породување и до мала родилна тежина на бебето, така да апсолутно стоматолошките прегледи се клучни во овој. Исклучително важни. Важни, да. Што фаќа превенцијата во период на доенче, ако пренаталната е основата и почетокот на овој процес за превенција, што фаќа доеничкиот период? Да, и ова не е исклучително важно, затоа што тука во прв ред ова, значи пренатална превенција во период на доенче се однесува на правилен внес, значи и оптимален развој на правилен внес на храна и развој на новороденчето. Што значи тоа? Значи исто како и педиатрите, и ние препорачуваме детето доколку е возможно, бебето доколку е возможно да биде доено. Затоа што може да биде доено, значи со природна исхрана, со вештачка исхрана или да биде исхраната комбинирана. Зошто ни е нас важно доењето? Затоа што при актот на доење се развива 60 пати поголема мускулна сила во однос на вештачката исхрана. А таа мускулна сила нас ни е важна за развој на вилиците. Кога се раѓа бебето, се раѓа со долна вилица во ретроградна положба. Што значи тоа? Значи поназад е долната вилица во однос на горната. Со актот на доење, значи доаѓа во една нормогната положба. Се сеќавам јас на едно предавање, кога на времето кога студирав, и професорка по педиатрија, и тоа длабоко ми се врежа таа мисла незина, рече мајчината љубов, мајчината грижа и мајчиното млеко се незаменливи. Да. Апсолутно, затоа што го знаеме составот на мајчиното млеко, богато со антитела, ни една формула не може да го замени, така да доењето е од непроценливо значење. Сега, доколку мајката од X причини, нели, не може да дои, тогаш е потребна вештачка исхрана. Меѓутоа, вештачка исхрана шише со цуцла. Меѓутоа, отворот на цуцлата да биде што помал. Значи, за да може детето повторно, значи да ги активира мускулите. Затоа што тоа ни е важно за нормален развој на вилиците и за воспоставување на нормален меѓувиличен однос. А и на тој начин, доколку е поширок отворот на цуцлата, детето нема да прави напор и ќе се појави тоа така наречено инфантилно голтање. Так. И затоа е многу важно.
Доењето е многу од исклучително значење, многу предности има пред се и за општата здравствена состојба на детето покрај стоматолошкиот аспект. Меѓутоа и од наш ортодонски аспект е исклучително важно. Така, професорке, што фаќа превенцијата во период на мало дете, односно детето веќе кога е на предучилишна возраст или веќе на 2-3 години? Да, значи нели се почнува со доење или со вештачки исхрана, како што веќе напоменав. Како веќе почнуваат да растат млечните запчиња, така е потребно да се преминува кон се подсврста храна. На почетокот е мека, кашеста, пасирана храна, меѓутоа со никнување на млечните молари, односно млечните четворки и петки, храната треба да биде веќе цврста. Зашто? Пак ќе повторам, заради тој нормален развој на вилиците, заради тој нормален меѓувиличен сооднос. И затоа ни е важно да долго време да детето не биде со мека пасирана храна, туку да му се даде нешто да грицка, било што да грицка, значи да од доење да се преминува кон подсврста храна. Тоа е исклучително важно. Така, ги споменавте и тесните превентивни мерки, да го фативме и цицањето. Значи, како влијае врз општиот ортодонски развој, односно на вилицата, навиката за дишење на уста? Причините за дишење на уста може да бидат разновидни, значи чести респираторни инфекции. Затоа е кога велиме превенција на навика дишење на уста, тоа е заштита, значи од чести респираторни инфекции, алергиски реакции, назалните полипи. Сите тие се фактори кои што девијација на назалниот септум, тоа се фактори кои што може да предизвикат детето да дише на уста. Дишењето на уста ни оневозможува трансверзален раст на горната вилица. И во тој случај се појавува високогодско непце, максилата, односно горната вилица останува неразвиена. Како останува неразвиена, така се појавува една палета на ортодонски малоклузи, како крстен загриз, обретен преклоп и така натаму. Така да од исклучителна важност ни е детето да дише на уста, да дише на нос, се извинувам. Сега, во овој период, за да можеме тоа да го превенираме, под главата на бебето може да се стави една мала перничка, значи да не биде главата наназад изфрлена. Заштита, кажав, сега колку можеме да го заштитиме тие дечиња веќе почнуваат и во градинка. Да, тие се секогаш мета на вируси, на инфекции. Колку можеме да ги меѓутоа треба на некој начин да тој имунитет малце да го појачиме, да го засилиме. Така. Пред да продолжиме со останатите тесни превентивни мерки, вклучително и навиката за цицање на прст, да ги слушаме прашањата и од нашите гледачи. Почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Поздрав до професорката и до водителот. Поздрав и до вас. Да кажам за една возрастна особа. Ко беше дете, го водеме на заболекар и беше добил многу голем страх и така остана со зъбите. А сега извадим се му половинта не се извадени. Ја како мајка, ако е возрастен, многу сум загрижена и не ги праве. Дали постои нешто да му се случи од зъбите? Значи половина од зъбите се функционални, ги има се уште, но половината се извадени, така? Да. Колку годишен е синот? Возрастен 39. 39 години. 39 години. Поради страф од стоматолог? Од страф од стоматолог, многу се плашеше и не престануваше да заболекар, кога ја он се доби страх. Кога се ожени на 30 години, почна да оде на заболекар, докторката му се нешто детство разболе и така остана, сега е во странство и така и сега уште не ги прави и не знам што, сега се мислам, се нервирам. Да, накратко ќе добиете одговор на прашањето и она конкретното што може да се случи доколку половина вилица зъби ги немаме во вилица. Меѓутоа морам да нагласам дека во рамките на Универзитетскиот стоматолошки клинички центар, во склоп на клиниката за детска и превентивна стоматологија, функционира оделот за анестезија и реанимација. Во овој одел, значи покрај деца со посебни потреби, се третираат и индивидуи кои што имаат страф од стоматолошки интервенции. Така да со анестезија можат сите тие што преостануваат зъби може да се санираат за да не ги изгубат и тие зъби, затоа што
губитокот на зъби се знае до што доведува. До многу болести и до многу. Прво тешкоти во говорот, тешкоти во жвакањето, пародонтални заболувања. Да, апсолутно. Така да јас ви препорачувам да слободно се јавите на нашата клиника, има решение и за овој проблем. Да, стоматолошкиот универзитетски клинички центар се наоѓа веднаш спроти хируршките клиники во Скопје, во комплексот клиники Мајка Тереза. Доколку имаме и следен гледач, односно гледачка, добар ден, во програма сте, повелете. Дали се слушаме? Сакам да прашам за внуката. Има се убави зъби, има 8 години, ама првите млечни зъби и беа почнаа да избегуваат овие што се трајните, а млечните не беа извадени на двојката и тројката. И пошто не може да се извадат, се треба да дадоа протеза да носи, пошто да се намести тој го извадува, ама не е наместен позади стои млечниот зъб, за да избие напред. И сега она ги носи навечер на спења, ма спие со отворена уста, дали прави проблем, не знам. И тоа прашање ми беше дали ќе има ефект она што го носи тоа, или па да се чека, самиот не може да избие напред, тоа е тој трајниот зъб, млечниот кој што и стои. А и уште едно прашање, дали треба да може мали деца да мијат со електрична четка или со нормална четка е правилно. Ме интересира 8 години. Пошто јас сум баба и прашувам се. Вака, прво да прашам, она има истовремено и млечни зъби, и трајни зъби, и млечна двојка, и млечна и трајна двојка? Позади, тие што треба трајните, позади млечниот. Ама дали истовремено во устата се појавени и млечниот и трајниот зъб? Да, прво и порасна, например, млечните два извадија на забар, бидејќи не може да и паднат, а позади цел излегува вториот, трајниот. Значи тие мора зъби подитно да се извадат, да. И сега тој едниот и падна, и тој што е двојката, затоа носи протеза, само да двојката место да се направи, за да избие, има место, ама не доволно. Тука нема зато е дадена ортодонтска протеза, за да може да се створи простор, за да може да се подредат правилно зъбите. Да. Да, ма спие со отворена уста и тешко прифаќа, навечер треба да носи. А каква е протезата? Дали ги опфаќа двете вилици или само во една вилица е? Па една е таа, мислам една е става и така, не знам точно ја видела, ама кога ќе стави така убаво тоа, така не знам да ви објаснам, малку напред иде устата и со отворена спие, не знам какво е. Трикотка, мислам, сигурно. Да, може би треба да се коригира или да се направи. Ама биде на корекција, sve е окей, има напредок, па ти рекла, ама дали ако не носи, ќе се направи природно така да иде? Не, мора да носи протеза. Мора да носи, затоа е и докторот и поставил мобилен апарат, за да може да се коригира аномалијата. Воопшто да не се секирате, значи, затоа е и даден овој ортодонтски апарат. Да, за доброто на детето во секој случај. Затоа што ние почнуваме рано со ортодонтска терапија, веќе некаде околу 8-та година почнуваме со мобилни... идеалниот период за да може побргу и навремено да се коригира. Така да воопшто да не се секирате, ќе се среди ортодонтската аномалија, меѓутоа мора редовно да носи, редовно да го посетува ортодонтот, значи да ги слуша неговите совети, затоа што за успех на ортодонтската терапија не е само правилната дијагноза и добро поставената терапија, туку и соработката со децата, со родителите, слушањето на советите, редовните контроли, честите контроли и така натаму. Така, во однос на второто прашање, исто така и мене ме интересира електронската четка за зъби која е доста актуелна или тренд кај младите. Не знам, јас... Ваше мислење лично? Моје лично мислење, мислам дека е премногу мала за таква електронска четка, затоа што вие и со обична четка со паста богата со флуор, ако редовно ги четкате зъбите навечер и наутро, нема да има никаков проблем. Така. Да ги слушнеме и следните гледачи, професорке, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Ало? Ве слушаме, во програма сте, повелете со прашањето. Јас сум на линија. Да, вие сте наред, повелете. Ме интересира за внуката. Има 11 години, има искривување на горната вилица, затоа што многу долго и сега, и ден денеска уште прстот, палецот го пика кога спие.
мислам дека се роди со палецот во уста. И од која возраст треба да се стават, ми се чини дека ја носеа на лекар, не знам од која возраст треба да се стават протези, што ставаат апаратите, да, фиксни. Така, се уште не и беа горните двојки, ми се чини, двојките не и беа уште до никнати, до оформени, сега веќе и се, а ќе прави 11 години сега во јуни. Тоа остави. Ме интересира дали што да прават понатака. Така. Во ред прво ќе го фатиме палецот, бидејќи тоа е Палецот не се откажува, тоа е страшна работа. Ќе добиете накратко совети и препораки од професорката, секое добро и вам и на останатите членови од семејството. Значи, палецот подитно мора да се отстрани. Знам дека е тоа страшно тешко одвикнувањето, меѓутоа порано им ставале луто пиперче и некои такви подрастични методи. Сега постојат денеска лакови со кои што се лакираат ноктите и на тој начин кој ќе го стави во уста, после тоа веќе нема да може да јаде горчи храната. Да, така да мора да најдете начин, ви реков, да побарате од тие специјални лакови за да се одвикне, затоа што цицањето на палец, интерпонирањето на јазик, значи тие лоши навики предизвикуваат на поширока палета на ортодонтски малоклузии. Прво, предизвикуваат отворен загриз. Да. Значи, кога немаме контакт помеѓу горните и долните заби. Протрузија, испакнување на забите, како што кажа гледачката, значи горните заби, горната вилица е комплетно напред. А доколку таа лоша навика се коригира до втората, третата година, ќе дојде до физиолошка самокорекција. Меѓутоа, ако продолжи тоа цицање на палец и после четврта година, доаѓа до комплетна деформација на максиларниот дентален лак и до појава на ортодонтска малоклузија. Така да еве јас ја поканувам да дојде, значи да направиме преглед на внуката и имаме мерки со кои што можеме тоа да го Меѓутоа веќе И друго, значи ние кога ќе поставиме мобилен апарат. Разбира на 11 години. Кога ќе поставиме мобилен апарат, ние имаме тој така наречен елемент завеса за јазик. Значи се става на мобилниот апарат и да сака да го интерпонира јазикот или да става прст, било што не може. Не е возможно. Така да ние со интерцептивните мерки почнуваме уште во рана возраст, некаде 4-5 година. Понатаму околу 8-та година веќе продолжуваме со мобилни апарати, 12-та, 13-та поставуваме фиксни апарати. Така да има решение за секој проблем, само треба да дојдете. Така. Ќе имаме простор само за уште еден гледач, односно гледачка, и ќе продолжиме и понатаму околу интерцептивните ортодонтски мерки. Почитувани, во програма сте, повелете. Добар ден. Дали се слушаме? Да, ве слушам. Повелете, во програма сте, поставете го прашањето. Прашање. Имам едно прашање за дедото. Он му се 20 години. Почна да му се ронат задите. Тоа може да се употребува нешто да се земе или да се јавиме на заболекар. И поздрав многу до докторката. Поздрав и до вас и до дедото. Само едно прашање. Најчешće се јави за да поздравам. Многу сум задоволна од нејзе, пошто унуката ми имаше проблеми со немаше зад, па вадиме четворка и не си долго време протезе од кај нејзе. Многу сум задоволна од нејзе и сега имам супер записнутата Теодора Трајков со Свети Николе, а јас сум баба на Теодора. Поздрав и од мене. Така. За дедото едно прашање од професорката, останете накратко на линија. Дали на 70 години ги има сите своји заби? Извадено, ама предните на горната вилица неколку заби ми се изронија сега. Неговите заби. Да, тогаш како што ја носевте Теодора, потребно е да дојдете, има начини тоа да се коригира. Така, само на друг одел. На друг одел, да. Да, секако. Секој е добро. Господјо и вам и на останатите членови од семејството, да ги заокружиме тесните превентивни мерки, превенција на предвремен губиток на заби. Да. Многу често се случува, поготово млечните канини, млечните тројки, пред време да се екстрахираат. Кога се јавува збиеност, и сега морам да кажам, тука морам да апелирам до стоматолозите, не може да се
сместат правилно централниот и латералниот инцизив, односно единицата и двојката. И сега, за да може двојката при ерупција правилно да се смести, често се случува да се извади млечниот тканин, односно млечната тројка. Так. Ако вие го извадите пред време, веќе нема шанси да створите простор. Затоа, овој предвремен губиток на заби е поделен на примарна превенција и секундарна превенција. Примарната превенција е заштита, зголемување на отпорноста на забите од кариес и санација на кариозните лезии. А веќе секундарната превенција влегува во интерцептивна мерка, односно тоа е изработка на чувар на простор. Така. Кога сме кај интерцептивните мерки, професорке, споменавте еден момент дека почнува на 3-4 годишна возраст. 4-5 години, 4-5, така. Да. Што фаќа во тој период интерцептивната превенција? И дали раната терапија на 4-5 години може да спречи за неколку години да нема потреба од фиксни апарати или останати помагала кај деца? Да, кажав веќе што е нели интерцептивна терапија, дека е тоа рана ортодонтска терапија. Имаме сет на интерцептивни мерки. Еве прво ќе ги спомнам чуварите на простор. Затоа што млечните заби, покрај тоа што се одговорни за мастикација и правилен говор, они го чуваат и просторот за трајните заби заменици. Доколку било кариозна лезија, било од некоја траума, од некоја X причина забите се извадени, тогаш мора да се направи чувар на простор за да го заштитиме просторот за трајниот зап заменик. Доколку не изработиме чувар на простор, индикацијата за изработка на чувари на простор е повеќе од 6 месеци пред нивната физиолошка смена. Значи, мора да се изработи чувар на простор, затоа што доколку не се изработи, останатите заби, кои ќе видат празен простор, имат тенденција да го пополнуваат. Тие се наведнуваат, ротираат, значи го затварат, се искривуваат и го затвараат просторот за трајниот зап заменик. Во тој случај, трајниот зап заменик или ќе остане заробен во вилицата, импактиран, или може да никне, значи, надвор од забниот низ, надворешно или внатрешно. И за да спречиме таа појава, ние мораме да изработиме чувари на простор кои можат да бидат мобилни или фиксни. Така. Какви апарати кај децата најчесто препорачувате или советувате, односно да применувате? И само да одговорам на претходното ваше прашање, нели кога ми кажавте дали може со овие мерки... Да, исто така интересно е. Интересно да ублажиме, пак е во зависност од тежината на аномалијата. Значи, ние со мобилни апарати можеме благи аномалии да коригираме, да нема понатаму потреба од фиксни апарати. Меѓутоа, ако е потешка аномалија, ние почнуваме со интерцептивни мерки, продолжуваме со мобилни функционални апарати и на крај секако мора да завршиме со фиксни апарати. И пак се враќа се на пренаталната превенција. Апсолутно. Зашто велам дека пренаталната превенција е од круцијално значење? Така е. Кога сме кај апаратите, еве, какви апарати препорачувате за деца веќе на 8 годишна возраст, кога и најчесто препорачувате вие и вашите колеги за корекција на... Да, тука веќе почнуваме со мобилни апарати, активни мобилни апарати или пасивни, таа така наречена миофункционална терапија. Меѓутоа, пак ќе потенцирам дека успехот на ортодонската терапија многу зависи и од соработката со детето, но и со родителите. На нашата клиника, значи, се изработуваат сите видови на интерцептивни помагала, мобилни апарати, функционални пропулзори, сите видови на фиксни апарати кои што се навистина изработени од материјали со висок квалитет по сите светски стандарди. Но убаво ве забележав кога рековте дека не сме да има млечни заби, паралелно да стои апсолутно, апсолутно, новиот трајниот зап. Ако перзистира млечниот зап, а никнува трајниот зап, нормално дека тој траен зап ќе никне или понадвор или повнатре во вилицата. Так. И ќе направи веќе проблем. Колку трае оваа фаза како интерцептивна ортодонтска мерка во однос на апаратите? Или зависи од каков проблем станува збор? Пак ќе кажам, зависи од тежината на аномалијата. Во овие интерцептивни мерки јас морам да спомнам уште една-две интерцептивни мерки кои што се доста ефикасни. Тоа е, например, вежба со шпатула. Што значи тоа? Значи, кога се применува вежба со шпатула? Кога забот, трајниот зап,
горниот траен зап кога никнува во обратен преклоп. Што значи? Значи долните заби, нели, горните заби нормално треба да ги преклопуваат долните заби. Сега, кога никнува во обратен преклоп, долниот зап го преклопува горниот. Кога е забот во фаза на ерупција, ние применуваме на така наречена интерцептивна мерка вежба со шпатула. Што значи тоа? На детето му кажуваме да земе стапче од сладолед, еден сладолед да излиже и со стапчето, значи со едниот крај да го постави на запчето кое што е во фаза на ерупција, во фаза на никнување, а с другиот крај го прислонува на долните заби. И така да вежба неколку пати по 5 минути во текот на денот и за едно 2 до 3 недели запчето се префрла. Значи не смее да се префорсира затоа што може да дојде до луксација на забот. Доколку веќе е забот во еруптиран, значи комплетно изникнат, тогаш имаме интерцептивна мерка коса рамнина. Понатаму, ако имаме ран проген или ран отворен загрис, што значи тоа? Ако долната виличка е понапред, зашто јас укажав на тие рани знаци на кои што родителите мора да внимаваат и да го однесат кај ортодонт на преглед, без разлика дали е 2, 3, 4 или 5 години. Значи, штом забележат одредени знаци, мора да се направи една консултација. Доколку имаме понапред долна виличка или имаме отворен загрис, тогаш применуваме брадова држалка, кој што исто ефикасно интерцептивно помагало, со кое што се спречува, односно се закочува растот на долната вилица кон напред. Понатаму имаме различни миофункционални вежби, селективно состружување, каде што имаме предвремени контакти, тие предвремени контакти знаат да доведат до вкрстен загриз, до проген загриз, значи до одредени ортодонтски аномалии. Така да И сега ме прашавте колку траат овие интерцептивни мерки, па ќе кажам, значи во зависност од мерката, во зависност од аномалијата, може да траат, еве како што ви кажа, вежба со шпатула 2 до 3 недели, може да траат неколку месеци, вестибуларната плоча, исто морам да ја споменам, значи за отстранување на лошите навики, затоа што нашите пациенти има. А фиксните апарати? А фиксните апарати некаде од прилика година, година и пол, па до 3 години, значи меѓутоа пак во зависност од тежината, од соработката, од одржувањето на добрата орална хигиена, затоа што ако имаме лоша орална хигиена, нередовни контроли, недобра соработка, нормално дека ќе се пролонгира ортодонтскиот третман и се компромитираат резултатите. Професорке, зошто пубертетот е многу важен период за ортодонтската терапија? Затоа што во тој период имаме интензивен раст на забите и на вилиците. На трајните заби. На трајните заби, да. И ние како ортодонти во тој период можеме многу побрзо и поефикасно да ги коригираме ортодонтските аномалии. И затоа многу мерки започнуваат уште во време на пубертетот. Затоа што ако е веќе адолесцент, тогаш веќе на сцена настапува ортогнатата хирургија. Значи ние не можеме само ортодонтски да ги коригираме аномалиите, туку мора и оралните хирурзи. Не, максилофацијалните хирурзи, да ги коригираат овие аномалии. И затоа пубертетот ни е важен од тој аспект. Така, загризот каква улога игра во целиот овој систем што го говориме? Да, и зошто е важен правилниот загриз? Нели, споменавме кои се причинители, етиолошки фактори можат да доведат до тој неправилен загриз. Ајде уште еднаш само ќе напоменам дека во прв ред се генетските, наследните фактори, генетиката, меѓутоа и факторите на животната средина. Пак ќе ги спомнам, значи лошите навики, предвремениот губиток на заби, нелекуваниот кариес, траумите и така натаму. Значи имаме една поширока палета на етиолошки фактори кои што доведуваат до појава на ортодонтски малоклузии. И затоа практично правилно подредените заби, нормалниот меѓувиличен однос не само од функционален аспект, туку и од естетски аспект е важен за пациентите, затоа што не смееме да ја подцениме моќта на привлечната насмевка. И затоа велиме ние со корекцијата на ортодонтската малоклузија не ја коригираме само малоклузијата, туку ја враќаме и насмевката и самодовербата на пациентот. Така, во тој случај се важни редовните контроли, но ме интересира што доколку се прекине со терапијата, дали станува збор за некоја од мерките кои ги споменавте, интерцептивни пред малку со стапчето, меѓутоа поконкретно за ако се прекине апаратот, односно фиксниот апарат. Ако се прекине со носењето, па нема да дојде до корекција на ортодонтската малоклузија, може да се влоши, затоа што ние како велиме по носењето на фиксниот апарат
најважна фаза ни е ретенционата фаза. И сега, ако вие ја прекинете терапијата, отсуствува таа ретенциона фаза, не само што ќе се вратат зъбите, туку може и да се влоши аномалијата. Така е, значи, мора континуитет. Така е. Во тој контекст на самиот крај од емисијата, што им препорачувате, односно ги советувате децата кои имаат потреба од носење на вакви апарати, а пред се совети за родителите? Ако на детето му пристапите, значи со насмевка, субав збор, значи и најплашливите деца од кај нас ќе излезат со насмевка. Значи прво е важен односот. Така е. Значи на стоматолозите кон децата. Понатаму одржување на добра орална хигиена. Споменавме веќе што значи тоа одржување на добра орална хигиена. Редовни контроли, да слушате совети. Не само од ортодонт, од детски стоматолог, значи било каде да одите да ги слушате советите на стоматологот, затоа што тоа е предуслов за успешен третман така, на сите и трајна орални заболувања. Да. Професор, ке ви благодарам за одвоеното време, за советите и искуството кое го споделивте со нашите гледачи на ова исклучително важна тема за уште од најрано детство, за да имаме подоцна убава насмевка и со задоволство ве очекувам да бидете повторно дел од Добриот доктор. Ви благодарам и вас на поканата и морам да кажам дека секогаш е задоволство да се гостува во ваша емисија. Ви благодарам уште еднаш, а почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија, имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!